Штип вчера вечер пулсираше во ритамот на 38-то издание на фестивалот на забавни мелодии Макфест. Повеќе дебитанти, многумина веќе искусни во својата работа, сите беа дел од енергијата која ја предизвика првата вечер од фестивалот. Сцената пленеше со модерен дух и нова енергија. Салата беше преполна задоволството изведувачите, не го криеја и зад сцената. Новиот концепт го поздравија оние кои првпат се дел од Макфест, а ја изразија поддршката и кон сите останати. Затоа што ни се допаѓа, затоа и сме тука. Со многу урбана музика, модерна, идеме напред, значи не се враќаме со евергрини, не ќам никој да навредам, само го кажувам моето мислење. Едноставно сме дел од тој свет што треба да компонира урбана музика. Пренесуваме, мислам, порака, да се сакаме, да се почитуваме и едноставно да нема омраза, тоа ни е и целта, така да. Прв пат се представувам како артист на некоја ваква, да речеме, поголема манифестација. Претежно, иначе сум клавирист, сум у позадина, пратам некого, учествувам во проект на некој друг, али што знам, секоја реклама е добро дојдена, секоја представување како што треба, мислам дека е супер, така да поддршка за сите млади, за сите кои што сакаат нешто да направат повеќе во животот, нека компонираат, нека творат. Порака пренесувам да бидете единствени секогаш, како и самиот наслов на песната. Вечерва беше многу убава си поминав и супер беше, имав позитивна енергија. Оние кои веќе имаат макфестовско искуство пак потврдуваат дека организацијата е подобра од година во година. Фестивалот се прошири надвор од границите на земјава со настапот на српска музичка звезда во рамки на дуетска песна. Што се однесува до самата организација, секоја година е се подобри, навистина тоа е за пофалба. Што се однесува до мојот настап и разликата од минатата година до сега, е тоа што сега до мене една српска звезда и еден извонреден вокал, така да и е песната нормално, ова е балада и некако нешто поинако од тоа што беше минатата година. Имала е ту дуетску песму. Имала таа дуетска песна и размислувала со кого може да ја сними. Видела некоја фотографија од мене на Инстаграм и ми се јави: "Колега, дали би снимил песна со мене?" Реков: "Во ред, ајде да пробаме да слушнеме дали тоа лежи. Ако лежи, зошто да не?" Јас отпеав, тоа навистина супер се вклопи, иако не е некој мој фазон, бидејќи јас повеќе пеам фолк. Ама енергиите се поклопија и мислам дека ќе биде баш добар резултат. За жалост нисмо могли да чуемо. Некои од учесниците на овогодинешното издание на Макфест ги открија и своите фаворити. Други пак останаа доследни на својата композиција. Тијана ми се допаѓа. Фаворит? Па немам искрено, јас. На Таско песен, реално. Мој фаворит е Бумеранг. Не знам како се викаше девојчето. Не знам точно, мене ми е на Таско. Да, Бумеранг. Искрено, не можев да ги испратам сите, бидејќи давме интервјуа и бевме навака натака, но ќе погледнам обавезно. Мора да послушам лепо. Мора да ги слушам утре сите песни и да ги слушнам оние од втората фестивалска вечер, па потоа да одлучам. Ама нашата песна нам ни е некако фаворит. Фаворит. Да будем искрени. Овогодинешното издание на Макфест продолжува и вечерва. Публиката и 7-члена жири комисија одлучија дека на макфестовската сцена и вечерва ќе се појават Александра Трајчевска, Блу Бенд, Драгана Јовановска, Јасмин Алиевски и Тијана Перик. Вкупно ќе има 18 композиции, 13 нови и 5 избрани од оваа вечер.